Здраво бистови, како сте? Добродојдовте и во последното видео за оваа година. Пред да започнам со тоа што имам да ви го кажам, прво да ви кажам дека идејава за ова видео ја добив од едно видео на GP. Епа да, стигнавме и до крајот на оваа 2024 година. Пред се, сакам да ви се заблагодарам за целата поддршка што ми ја пруживте во текот на оваа година. Благодарение на вас, се уште сум тука и продолжувам да снимам. И се додека вие ме поддржувате, така како досега, и јас ќе продолжам со создавање на нови видеа. 2024 година беше полна со предизвици, успеси и падови. Но најважното е тоа што после секој пад ние се кревавме на нозе, уште посилни од претходно. Можам да кажам дека оваа година заедно остваривме доста голем успех и се надевам дека и во наредната 2025 година ќе продолжиме да растеме заедно. Освен за YouTube, сакам да кажам и нешто кое се однесува на сите. Да погледнеме малку напред, во иднината. Каде се гледаме за 10 години? Или што посакуваме од иднината? Сигурно сите ќе кажеме, очекувам од иднината да ми подари поубав живот, живот во кој ќе имам убава куќа, убава кола, убава работа. Може би посакуваме да имаме собствен бизнис и да бидеме многу богати. Тоа е многу убаво, зар не? Сега, ајде да се вратиме во реалноста. Знаеш што? Ние луѓето имаме една мана. Знаеш што е тоа? Посакуваме нешто? Имаме план за иднината, ама сепак не работиме на тоа. Па ти напразно фантазираш, сонуваш секоја вечер за тоа, кога ништо не прави за да успееш. При најмала пречка се откажуваме. Ете, тоа е проблемот. Немој никогаш да се откажуваш. Помини ги сите бури, торнада и поплави, ама не дозволувај да се удавиш. Не го кревај белото знаме. Затоа што ако ти не се откажеш од иднината, и таа нема да се откаже од тебе. Тоа е единствен начин да успееш. Сакам да кажам нешто и за технологијата. Таа е добро нешто. Многу е корисна, зар не? Но се додека не станеме нејзини робови, тогаш го губиме времето напразно. Зарем не си приметил дека како што напреднува технологијата, ние се повеќе се губиме во неа. Наместо да го шетаме куќето надвор врзано со ременче, нас технологијата не шета врзани со ременче на интернет, каде што има и лаги. Ако сега кренеш раце од тоа што си го ветил на малиот ти, потоа веќе нема назад. Технологијата е таа која што ни го попрачува патот до соништата. Освен ако патот до остварување на нашите соништа не е преку технологијата, како мојот и на многу други креатори. Користете ја технологијата во добри цели, но секогаш извојувајте време за себе и за своите сакани. Се сеќаваш кога како деца си игравме надвор? Каде исчезнаа тие данови? Јас знам. Технологијата ни ги одзеде. Веќе децата не си играат надвор како порано, туку целиот ден го поминуваат во играње видеоигри. Оно што сакам да го кажам е немојте да го трошите времето напразно. Работете на своите цели. Без разлика колку и да изгледа некоја ситуација е тешка, никако немојте да се откажувате од вашите зацртани цели. Ајде да се потрудиме да си ги оствариме нашите соништа. Не утре, не наредниот месец, туку веднаш почнете да работите на тоа да ги остварите вашите соништа. Животот е непредвидлив, никогаш не знаеме што не очекува наредниот ден. Ајде 2025 нека биде наша година и да започнеме да работиме на тоа да ги исполнуваме нашите соништа. Уште нешто што сакам да кажам. Посветувајте повеќе време на вашите блиски. Никогаш не можеме да знаеме што ни носи наредниот ден. Најлошото е тоа што мислиме дека имаме време, но погледнете зад себе. Сите најубави моменти сега се само спомени. Уживајте во малите нешта, затоа што еден ден ќе сватиме дека тие мали нешта всушност биле многу вредни за нас. Но за жал, тоа ќе го сватиме откако ќе ги изгубиме. Луѓе, ширете љубов, а не омраза, затоа што животот е како приказна. Почнува и завршува. Не го трошете на гнев и омраза. Тоа е се што сакав да кажам и се надевам дека ви се допадне и овој краток говор. Завршуваме со 2024 година, но во 2025 година влегуваме уште појако со многу појаки проекти. Среќна нова година, исполнета со здравје, среќа. Тоа е најбитното, другото само ќе си дојде.